Владината коалиција барам еднаш да собере храброст и да застане на страна на македонските национални интереси. Првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски од Битола го повика премиерот Зоран Заев и коалиционите партнери да ја поддржат резолуцијата која ќе ги исцрта црвените линии во преговорите со Бугарија. Апелираше до албанските партии кога текстот ќе се најде пред претениците да го прифатат таков како што е без измени. Секогаш некако Зоран Заев и СДСМ и неговите коалициони партнери повеќе ги почитуваат интересите на нашите соседи. Јас во една прилика сум кажал дека за нашите соседи не постои попосакуван политичар од Зоран Заев, затоа што практично тоа што е интерес на македонскиот народ секога за него е на дното од скалата на приоритети, секогаш прв приоритет представуваат интересите на нашите соседи. Се надевам дека во четврток резолуцијата ќе биде дел од собраниската дебата и таква каква што е, без никакви измени, ќе изнајде храброст еднашка СДСМ и Зоран Заев во името на единството на македонскиот народ да ја поддржат таа резолуција. Албанскиот блок парламентарни партии гледат штета за државата ако резолуцијата која достави ВМРО ДПМН биде изгласана во собранието. Актуелниот министер за земјоделие и генерален секретар на БС Аријанит Хоџа на страна на коалиционите партнери во владата вели оти вака поставените црвени линии ќе донеле штета на преговарачката позиција на нашата држава. Откако првично најави дека владеачката партија во целост го прифаќа текстот, онаков како што беше објавен, премиерот Зоран Заев експресно го смени ставот и постави услов до опозицијата. Ако во резолуцијата го нема новото уставно име Република Северна Македонија, СДСМ нема да даде својата поддршка. Ние во суштина, во структура ја поддржуваме декларацијата заради тоа што и покрај тоа што на целиот свет му е јасно, на сите дома им е јасно, на господинот Мицковски на ВМРО не им е јасно, нема проблем, ќе застанеме за декларацијата и да им биде јасно на сите дека сме комплетно сите заедно застанати во заштита на македонскиот јазик и македонскиот идентитет, македонскиот народ и нема дилеми тука, но тоа не значи дека треба да го кршиме уставот. И коалициониот партнер Дуи изменува ставови. Прво бараше да се напише од почеток, а потоа не била спорна содржината на текстот. Сега најавува дека партиските органи на Дуи ќе излезеле со целосна поддршка. Од Алијанса на албанците се уште тактизираат со резолуцијата. Генералниот секретар на партијата Арбен Таравари вели дека нема ништо спорно во текстот кој повикува на национално обединување на клучните македонски интереси, ама не могат да го кажат својот став додека документот не биде ставен на дневен ред пред пратениците. Според најавите, токму документот со кој ВМРО ДПМН бара национално обединување најверојатно ќе се најде пред пратениците веќе во четврток. Откако собранискиот спикер Атала Џафери потврди дека ја примил резолуцијата, но останува нејасно дали истата ќе трпи промени по условите кои ги постави мнозинството.